Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Во Вашингтон времето е прекрасно, но тоа никого не залажува. Целото источно крајбрежје е во силни подготовки за ураганот, што се очекува овде уште денеска. Гувернерите на сојузните држави Северна Каролина, Вирџинија, Мериленд, Делавер, Њу Џерси и Њу Јорк објавија вонредна состојба со цел да се отвори легален пат за користење на фондови за итни состојби. Според Националниот центар за урагани, Ајрин незначително загубила од јачината, но ветрот и натаму е со јачина од 175 км на час, останувајќи опасно невреме од категоријата 2 на скалата од 1 до 5. Метеоролозите очекуваат ураганот да добие на сила, штом ќе се доближи до брегот на Северна Каролина. Градоначалникот на Њу Јорк, Мајкл Блумберг, нареди болниците и домовите за стари лица во засегнатите области да бидат евакуирани. Американскиот председател Барак Обама во недела требаше да ја предводи нацијата во оддавање почест на лидерот за граѓански права Мартин Лутер Кинг Џуниор со посветувањето на новиот национален споменик во Вашингтон. Свеченоста сега е одложена заради ураганот, но тоа не е пречка да се навратиме на Кинг, кој беше водечки глас во националното движење за граѓански права на модерното време. Следи профилот на човекот кој имаше сон за подобра Америка. Мартин Лутер Кинг Џуниор стана проминентна личност во 1950-тите и 60-тите како најмлад лидер на движењето на ненасилен протест за расна еднаквост. Кинг, свештеник од Атланта, Џорџа, поведе стотици илјади африкански американци во кауза за легализирање на расната сегрегација на југот на САД. Движењето предизвика насилство на моменти кога бели сегрегационисти се обидуваа да ги спроведат законите дизајнирани за држење на расите одвоено, на места како ресторани, хотели, киносали, возови, автобуси и училишта. Во декември 1955 Кинг беше предводник на десегрегацијата на јавните автобуси во Монтгомери, Алабама. Една година подоцна, Американскиот врховен суд пресуди дека сегрегацијата на автобусите во Алабама е неуставна. Ова беше прва поголема победа за движењето на Кинг. Свештеникот Калвин Вудс бил близок соработник на Кинг за време на серија протести во Бирмингем, Алабама. Тој беше скромен човек кој можеше да разговара со секого. Тој наоѓаше време да сослуша секого и сакаше да разбере што му велат луѓето. На 28 август 1963 повеќе од четвртина милион луѓе се собраа во главниот град на државата за познатиот Марш на Вашингтон. Тука се случи најпознатиот говор на Кинг, што ја одбележа историската борба за работни места и слобода. Активистот за граѓански права Барбара Арнвайн вели дека тој говор на многумина дал надеж. Тој на нацијата и кажа: целите високо, само кога имате обединета куќа, нацијата ќе ни биде силна. Сонот на Кинг почна да добива форма во 1964. На 35 години тој стана најмладиот добитник на Нобелова награда за мир. Движењето за граѓански права доведе законодавците и председателот Линдон Џонсон да го донесат законот со кој расната сегрегација и дискриминација на јавни места стана забранета. Не долго по овие успеси, во април 1968 врз Кинг беше извршен атентат во Мемфис, Тенеси. Повеќе од 4 децении подоцна, неговата визија е овековечена во споменикот во Вашингтон. Џон
Джон Дейвис е на кампања да ја спаси американската дивина. Писателот и конзерватор вози велосипед, пешачи и весла по патот на север од најјужните острови на Флорида до Квебек. Тој го промовира патот на дивината, коридор на негибната природа, каде животните безбедно можат да се движат. Нашата колешка Розен Скрибл се сретна со него во Вашингтон на половина пат на неговото 10-месечно 7000 километри долго патување. Джон Дейвис е на градски одмор, но не губи време. Ја објаснува својата мисија на директорот на Националната зоолошка градина Денис Кели. Се обидувам да ги видам дивите делови на источните американски држави и да научам со какви предизвици се соочени и како може да се поврзат, барем до некој степен. Дейвис веслал низ потоци, пешачел низ диви паркови и разговарал со научници, ранчери и фармери кои ја знаат земјата. Видел со своји очи како урбаниот развој ги голта живеалиштата на важни предатори. И многу вознемирувачко, вели тој, по патиштата видел голем број прегазени животни. Треба да подзапреме и да им дозволиме на животните да преминат, особено ноќе, но и да почнеме да градиме структура под патиштата за животните да можат безбедно да минуваат. Дейвис има идеи за владени активности што би ги охрабриле ранчерите, фармерите и собствениците на земја да ја задржат во природна состојба. Тоа се идеи што наидуваат на добредојде кај Асоциацијата за конзервација на национални паркови. Оттаму Дейвис заминува натаму по својот пат, на велосипед. На еден дел од тој пат му се приклучуваат членови од Island Press, издавачка група за заштита на животната средина. Кортни Ликс е помошник уредник и вели дека за воспоставување на патот на дивината ќе треба политичка волја, но нема сомневање дека еден човек може да го промени светот. Во ноември Дейвис планира да стигне до Квебек. Мобилните телефони се врска со светот и многу повеќе од тоа за многумина. Но колку тие бенефиции се поништуваат со штетните влијанија што тие ги имаат врз здравието, гледајте во понеделник. Електромагнетските полиња виновни за малегни мозочни тумори и промени во генетичкиот материјал на живите клетки. Загрижувачко има уште. Гледате во понеделник во Гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. И тоа е се од нас за оваа недела. Се разбира, ние продолжуваме да работиме за вас и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.